Јована, трето, да, се гледаме, ја се радеваме, слушаме трето последно вклучување во денешното издание на Македонија наутро. Нашата локација овој пат железничката станица Скопје по повод 150 години од постоењето на македонските железници. Не се направи една поставка која што всушност е вовед во приказната наречена Музеј на железницата. Бројни предмети и експонати кои што се поврзани со работата на железничарите, собирани од различни железнички станици низ целата држава, сведочат за историјата на железниците во Македонија, приказна која што ова утро ни ја пренесува Ванчо Милошевски. Добро утро и благодарам за позитивниот одговор за разговор во утринската програма. Добро утро и добро утро на гледачите на македонската телевизија. Ајде да дадеме еден своевиден вовед во приказната. Добре дојдовте во идниот железнички музеј. Добре најдовме. 33 години сте вработен во Македонски железници инфраструктура, по вокација сте магистар по археологија. Овој период задолжен за да не воведете во приказната наречена Македонски железници преку сите експонати и предмети кои ги има овде. Вака сега пред се сите го нарекуваат веќе ова капче музеј. Но уште не е музеј, бидејќи ова е само една изложба по повод 150 години железници во Македонија, во која ќе прерасне во иднина као железнички музеј. Но добро е да споменеме дека сето ова што го имаме овде е своевиден товар на плеки и за генерациите понас, оние кои што треба да ја одржуваат железницата. Видете, вака се целата идеја тргна од моето долгогодишно работно искуство и исто така помогна и моето образование за да направиме вако, мислам да го направиме овој проект. И почетоците се во 2007 година почнав да проучувам историјата на железниците во Македонија и истовремено започнав и да собирам и предмети кои се од историско значење за железницата во Македонија. Приказната за железницата во Македонија почнува во 1873 година, кога според информациите кои ги имаме, првиот воз влечен од парна локомотива пристигнува на железничката станица во Велес. Она што ме интересира, каква приказна тка е македонската железница овие 150 години? 150 години се многу, да ви кажам, и например на овие паноа е прикажано, значи континуитетот на целата изградба до ден денес на железниците, значи сите железнички линии се прикажани тука. И не може све комплет да се опише тука. Него тек понатаму ќе се проучува и ќе се иначе да, точно во 1873 е пристигнат возот во Велес, но на 9 истата година, 9 август, е пристигнат и во Скопје. Со тоа што за прв пат, значи, првата линија во Македонија е од Солун до Скопје таа година. Првата линија што е воведена во Македонија. Ајде малку да продискутираме и за експонатите кои што може да ги видат и нашите гледачи во моментов. Најстариот експонат како документ кој го поседувате е план катастар за изградба на пругата од Солун до Митровица. Најстар предмет пак е морзовиот телеграф кој служел за комуникација помеѓу железничките станици, произведен во 1888 година, пронеден на станицата Гевгелија. Колку експонати има во моментов музејот и од каде се донесени? Во збирката на овој иден железнички музеј има преку 400 експонати. И не можевме сите експонати да ги поставиме на оваа изложба, бидејќи толку ни дозволува просторот. Но сепак уште фалат предмети што може да се достават. Значи најстариот од средствата за телекомуникации е значи телеграфот, кој е од производство Сименсово производство, Сименсен и Халске, бидејќи сите тие телекомуникацијски предмети се до ден денеска, мислам, се како доаѓаат све најнови
како ви кажам, типови на модели, на нова технологија и до денешните телефони и мобилни телефони. Секој експонат има своја историја и приказна. Оно што ме интересира, од сево ова што го гледам овде, која е вашата лично омилена? Па лично омилена, како ви кажам, најомилен ми се часовниците. Да, добро, ги има многу овде, да. Часовниците се едно од најглавните средства, мислам, за потребите на сообраќајот, во железничкиот сообраќај. И има многу интересни приказни за тие часовници. Имаме доста, например, преку 20 типови на часовници од различни временски периоди. Да, ја следат еволуцијата. Да, и ја следат еволуцијата, ташто. Например, порано имало и посебни правилници за следење на времето. Значи, од едно централно место се најавувало преку телеграфот за да се најавувало, мислам, телеграма се пуштала за у 12 часот сите службеници, железнички службеници да го исправат времето, да го дотераат и така. Дали е отворена поставката за граѓаните? Се наплаќа ли влезот? Ајде да ги информираме нашите гледачи кои што сакаат да ја видат, а верувам ги има многу. Да. Оваа поставка беше отворена на 7 април за Свечената академија за денот на железничарите. А моментално е во тек и изработка на каталогот. Моментално не е отворена, а сакаме да отвориме на 18 мај. Со голема символика. Со голема символика, тоа е голем ден, значи за меѓународниот ден на музеите. И тогаш свечено и да се отвори изложбата која ќе трае цела година до крајот на годината. И оно што мене ме интересира, бидејќи споменавте дека поставката ќе се надополнува, ќе се формира приказната наречена музеј, уште многу експонати чекаат да бидат донесени. Каков би сакале да го видите во иднина? Па видете сега... Која слика ја замислувате вие за музејот на железницата? Сликата не ја замислувам само овдека. Значи, овој ќе биде како еден вовет, како историски дел на железниците во Македонија, а многу предмети лежат и по самите станици, во другите градови, каде што заслужуваат да се заштитат со закон како за заштита на културното наследство. Оваа приказна ќе се развива. Ние ќе ја следиме и онака како што ќе тече целата приказна, ќе тече и информацијата во утринската програма. Благодарам за денешниот разговор. Благодарам и на вас и ве очекувам на 18 мај, која ќе биде официјално отворена изложбата. Веројатно и слушнавте, 18 мај е денот кој што треба да го резервирате за посета на поставката, која што ќе стане голем музеј, кој што ќе има уште повеќе експонати, кои што ќе сведочат за македонските железници. 150 години јубилеј одбележуваме оваа година.